Почитувани гледачи, добро вечер. Нов градоначалник и судир заради иста личност, која градските власти сакаат да ја постават на директорското место во МКЦ. Град Скопје и Младинскиот културен центар се во отворена војна. Зошто град Скопје и раководството на МКЦ имаат целосно различни изјави и ставови по исти прашања? Има ли криминал во МКЦ или не? Што ќе утврди ревизијата која во моментов се спроведува? Зошто политичарите и градските власти го гледаат МКЦ како објект со дуќани идеален за партиски подкусурувања? Што значи и представува МКЦ за развојот на културата, на сцената и на мислата во Скопје и во Македонија? Колку ќе изгуби слободната мисла, изразувањето и независната култура доколку МКЦ згасне? Вечерва во топ тема на овие прашања ќе бараме одговори од Русе Арсов, програмски раководител во МКЦ. Добро вечер. Добро вечер. Блажен Малески, истражувач и младински активист. Добро вечер. Добро вечер. И Небојша Вилич, историчар на уметноста. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да нагласам дека актуелниот вршител на должност директор на МКЦ Никола Алексов беше поканет во вечерашната емисија, но поканата ја одби со образложение дека ќе го почека исходот на ревизијата. Сега одиме со првиот блок на реклами и потоа се враќаме во студиото за да ја отвориме дебатата. Добро вечер. Темата вечерва е МКЦ. Дали е предмет на партиски подкусурувања и што понатаму ќе се случува? Дебатата ќе ја почнам со исто прашање за моите гости. Професоре Вилич, кажете ми, што за вас представува Младинскиот културен центар? Па најверојатно представува исто што им представуваше на сите оние неколку илјади, ќе бидам слободен да предпоставам, посетители, гости на прославата на јубилеот. 50 години. 50 години, да, пред некое време, на сите оние генерации кои таму се појавија, бидејќи видов и трета генерација на корисници на услугите, тоа се веќе внуците на првите корисници, да кажам така. Најверојатно ми значи исто како и на сите оние отприлика 1000, не знам точно бројка, присутни на она фино неделно пладне со свирката во знак на протест за врска со случувањата. А пред се најверојатно ми значи заради тоа што во својата педагошка работа, мојата прва препорака, да не кажам прв укор на сите помлади колеги студенти е да започнат во МКЦ, бидејќи тоа е редот на нештата во системот на уметноста, во системот на културата, каде уметниците почнуваат да се опробуваат. Од друга страна ми значи многу повеќе во врска со една дилема која јас веќе со децении ја влечам и се прашувам себе си, нешто сум истражувал, а тоа е зошто во Македонија никогаш не се формирал студентски културен центар. Во Југословенско тие беа две паралелни институции, Дом на млади или Дом на младите како што беше кај нас 25 мај и студентски културен центар. Во Лјубљана тоа беше ШКУЦ, во Загреб тоа беше студентскиот центар и во Белград студентскиот културен центар. Се разбира, тие студентски културни центри беа производ, резултат на 68-та. Односно на едни превривања во југословенската општественост кои на некој начин не се случија во Македонија. Од тука и таа паралела зошто на овие три града, колку што се сеќам, мислам дека Титовград немаше и Сараево. Сараево да обала сцена нешто подосна, една малку поинаква форма на младинска организираност во една институција. Зошто имаше потреба да се има и Дом на млади и студентски културен центар, согласно фактот дека студентскиот културен центар подразбира една групација од младата популација, во додека Дом на млади малку еден поширок контекст. Меѓутоа не беше само во тоа разликата. Особено на примерот во раните 70 години на Белградскиот студентски културен центар и во 80-тите на ШКУЦ, на Љубљанскиот културен центар, фактички се испостави дека во тие културни центри беше дозволено да се промовира еден нов тип на култура, едно ново разбирање за општеството, едно ново истражување во подрачјата на неформалната, на вонсистемската или барем паралелно со системската уметност која беше присутна во домовите на млади или младинските
културни центри. Сега МКЦ, нели, Младинскиот културен центар е на преобразба на Домот на младите 25 мај во Младински културен центар, па се прашува често дали е тоа некоја синтеза сега помеѓу концептот на Дом на младие во социјалистичкото, во југословенско, како што ја го именувам, и нели, културен центар во една поспецифична смисла, како што МКЦ, значи Младинскиот културен центар во последните години, особено во последните години, успеа да изгради едно потполно поинакво, да кажем така, присуство на културната сцена во градот, а се разбира во Македонија. Нешто што другите институции не го покриваат. И во таа смисла е МКЦ едно уникатно место. Може би не толку многу за ликовните изложби, која е, нели, област која е моја потесна стручно подрачје, меѓутоа воопшто, значи, во една атмосфера на културњаштво, значи таму не се оди само за да се слушне концертот, туку се оди пред се за една специфична социјализација, различни групи. Например, ми беше интересно на прославата, сега нека ми простат помладите гледачи што ќе ги измешам можеби правците таму, од хардкор рокери па до хип-хопери, до рокабили, значи сите можни постоечки правци на едно место. Знаете, тоа е една уникатна состојба, на ниедно друго место тоа не може да се види. Затоа ми значи толку... Тоа е и печатот на МКЦ, тоа е и подписот на МКЦ. И најверојатно МКЦ тоа треба да биде. Од друга страна, и со ова ќе привршам во прва, нели, во прво излагање, МКЦ своевидно, тука малку сум против МКЦ, затвори, односно не затвори, него на некој начин, сакајќи да помогне, оневозможи или барем ги укомоди некако младиве, експерименталниве да развиваат некоја алтернативна сцена вон од институционалната рамка. Сепак МКЦ, каков и да е млад, за млади и се, тој сепак има една институционална рамка. А понекогаш главните промени во културата, во општеството се случуваат вон од институционалните рамки. Но тоа е една фина тема за размислување, што е со тие, да кажам така, јас не ги знам баш сите, например, места во Скопје, особено во Скопје, каде што може би се одвива некој таков живот, како што е, например, еден проект кој го тераат 8 години поред на група на ликовни уметници, Подземја полесно се дише, еден настан на минус 200 степени под гаражите, под плошникот, нели, зад Соборната црква, кој е еден тип на такво алтернативно делување вон институционално. Но секако дека од овој МКЦ и ваков МКЦ произлегуваат понатаму идеи кои се реализираат токму во такви некои алтернативни простори. Затоа ми значи МКЦ. Толку многу. Благодарам. Малецки? Благодарам на прашањето. Мислам дека во конкретниот случај за МКЦ треба да го гледаме од две страни. Барем јас го гледам од две страни. Тоа она е личното што ми дало МКЦ во однос на можност културно да се развивам лично надвор од можеби дневните случувања кои што се случуваат во градот, кои што се пред се од комерцијална турбофолк етапа на збиднување во животот. И возможува баш простор за сите видови на подгрупи помеѓу младите да си го најдат своето јас, она што им се свиѓа. И мислам дека тоа како институција е особено важно да го имаме во предвид, особено знаејќи ги сите тие генерации кои што израснале во МКЦ. И ете, МКЦ мене лично ми дало можност да се спознам на некој начин и себе си во однос на она што ми се допаѓа како култура. Од друга страна, иземајќи ги можеби личните чувства и гледајќи ги чистите факти кои што ги имаме пред нас, МКЦ на крајот на денот представува уште една институција која што е под капата на одредена друга институција, односно е државна. И тоа си ги носи проблемите веројатно кои што понатаму ќе ги дискутираме, односно партиското вмешување во раководењето на една институција. И мислам дека тука токму тоа се случува во овој момент и во неколку наврати во претходните години, односно тој клеш на различните интереси кои што се движат околу МКЦ. Од една страна ги имате веројатно вработените и корисниците на МКЦ кои што
имаат собствен став за тоа како треба и каде треба да оди самата институција. Од друга страна ги имате оние партиски интереси кои што гледаат нужно своето да си го протнат, може би не успеало во однос на именување на директор, но секогаш е тука управниот одбор или надзорниот одбор каде што редовно се избираат луѓе кои што се повеќе партиски афилирани, отколку што ги застапуваат интересите на младите или на културните работници кои што работат во МКЦ. Благодарам. Арсов, вас нема да ве прашам што за вас представува МКЦ. Вас ќе ве прашам, вчера имавте состанок со вршителот на должност директор Никола Алексов. Кажете ми што се случи? Па добро. После сите турбуленции седнавте да разговарате. Што се случи? Добро, сепак околу вчера го имавме првиот долго очекуван состанок кој што програмскиот колегиум на МКЦ е носител на дејноста во институцијата и вчера конечно се случи тој долго очекуван состанок каде што и лично ќе се запознаеме. Морам да признам дека тоа помина во една, ајде да кажем, многу коректно и повише протоколарно запознавање помеѓу директорот и луѓето кои први што треба да бидат околу него. Го искористивме моментот само да му предочиме дека времето многу брзо тече. Ова е почеток на година кога се носат буџети, кога луѓето веќе ги планираат своите активности и кога, бидејќи нашиот систем е поставен таков како што е, веќе и доцниме во однос на сите оние шанси да се мечуваат фондови, зборам за проекти и организации, дали наши, дали надворешни, дека тоа мора брзо да се реагира, независно од се ова што се случува се во моментов. И колку е запознат директорот со сето тоа, колку се разбира во тоа што му го кажувавте? За жал на прва не добив чувство дека му е многу добро јасно, он нас не убедуваше во своите менаџерски способности и предзнања кои што ги има. И сето тоа е легитимно, никој тоа не го спори. Но менаџирање на култура не е менаџирање на, ајде да речем, некоја индустрија или, не знам, фирма од стопанството. Сепак си има културата сама по себе некои своји специфики. Може би тука беа и некои тие први разговори да се обидеме да му предочиме каде е таа разлика и на крај крајава да му кажеме на две битни поенти главни. Првото дека кога веќе, независно од се, регуларност, начин на поставување, непоставување, процедури, не процедури, дека он со самото тоа што во моментов е назначен, е веќе дел од МКЦ. И дека од истиот момент мора да застане на страната на МКЦ и интересите на куќата. Интересно. Па, така е. И добро, тоа е нашето размислување. И дека брзо треба да изнајдеме начин дека, ево, помина јануари месец, Добро, што стана? Стана ли, разговаравте ли, еве, ревизија, он е назначен од градоначалничката Арсовска. Градоначалничката Арсовска излезе на пресконференција со сериозни обвинувања. Сериозни. Он е Токму тука беше нашиот Алексов е назначен одал. Токму тука беше нашата поента да му кажеме дека сега добро зашто како ги има градоначалничката, еве информациите од ревизијата кога не е завршена, на пример. Секако дека сите тие работи ми ги поставивме како прашање, тој крива раменици кажува дека он не се постави во некаква си средина, помеѓу претпоставам се мислеше на градот и нас. И тука се обидуваме да му објасниме дека повторно не може да е повеќе у таа командна позиција на средина, него мора да заземе став и да штити својата институција. Затоа што секое дејание кое што се случува во моментот веќе сноси некакви си постапки, не да боже, во иднина на законски или незаконска работи. Еве вака, пензијата се дигна, кога причината беше дека барање да се потпише господинот Арбен Шакири да биде вработен или директор. Не вака. Дали сте го виделе вие тоа барање лично, затоа што беше лиферувано тоа како информација од страна на... Јас го видов како лично, односно ние го видовме лично, поранешниот веќе директор на МКЦ, кога се врати од тој состанок, целиот преплашен,
едноставно емотивно само ни раскажа кусо што се случувало тие 4 часа, што е све побарано од него, ни покажа, човек го држеше во рака, документи, кои што не сека да ги потпише. Што беше побаран, освен вработувањето на господина Чакири? И на Никола Алексов. Добро. Да, и овакво, тука тоа било но не сум бил внатре во бараките на град Скопје, иако тоа се бараки, па очигледно сите тоа го слушнале што се случувало и затоа и ние дури на пресконференцијата ги охрабруваме и администрацијата во град Скопје дека ако веќе знаат за тоа и не само за тоа, него веќе градот на широко раскажува повторно за други притисоци што се случувале таму, веќе имаше дел од вработените од град Скопје искача исто обвинува за притисоци, за мобинг, за сето тоа. Вие излеговте со тврдења за мобинг, дека се сменети брави. Тоа е тоа што го видов. Да го знаеме, да. Дека вакво во моментот во МКЦ постои ревизија која што претпоставувам дека е по регуларна постапка ревизија и никој тоа не го спори, ните прва, ните задња. Пред 6 месеци имаме ревизија, година претходно сме имале ревизија и тоа е процедура каде што да, по она што ние го знаеме за ревизорско работење, луѓето треба да им се обезбеди просторија, во која што ќе се изолираат со своите документи кои што ќе ги побараат, да им се дадат некакви основни услови за работа и они да се работат. Но цел ден бучеше цело МКЦ, се буша брави, се менува брави и тука стана овако веќе и стравот, кој што еве резултира. Добро, може тоа е модус операнди на новиот директор, сепак е детектив. Тоа е оно што нас не ни се допаѓаше и таа пресија која што настана и стравка сите вработени. Вака да ве прашам. Вие сте не вака ке Златко кој го направи МКЦ да биде кој направи. Допринесе МКЦ да биде тоа што е, си замина поради политичка неадекватност и од тогаш нема конкурс за директор. Вие го наследивте како ВД директор. Зошто 4 години нема конкурс за директор? Зошто оди на 6 месеци со ВД се бара политички адекватна личност? Што е проблемот? Се разговарале со град Скопје, сигурен сум, со градоначалниците, мора да ви дале објаснување. Секако имаше конкурс за директор на МКЦ. После вториот ВД мандат кој што ми беше доделен на мене, но никогаш не се донесе решение по однос на тој конкурс, односно тогашната администрација одлучи да тој конкурс го поништи и потоа може би се деси исклопна околности, имаше тука и пандемија и избори, мислам дека беа председателски, ако не се лажам, и се што да некако се успеваше тој модел законски правен кој што е за отварање на конкурс да се прескокне се до моментот на мојата оставка, по која што повторно се случија 2 мандати законски на ВД од повторно одредот на вработењето. За разлика од сега. И до сега, кога место да се отвори конкурс, се скокна и моделот на конкурс, но и законската обврска дека тоа по статутот на МКЦ ВД директор се бира од редот на вработените. Пред да разговараме за тврдењата на Алексовска, ме интересира дали го гледавте пресот на градоначалничката Арсовска? Секако. Мене се уште ми е нејасно и вас сакам да ве прашам. Дали му истече мандатот на досегашниот ВД или е разрешен или е заради финансиски малверзации? Вие како го свативте тврдењето на Арсовска? Вилич? Па знаете како, мене Затоа што јас 2 пати го преслушав и се уште не сум точно сигурен. Не сакам да звучам цинично, меѓутоа без малку не ме интересираат овие две причини. Дали туку мене ме засегнува тоа што градоначалничката Арсовска вели дека е сменет заради финансиски пропусти, а ревизијата е во тек. Значи мене тоа малку не ми е јасно. Предпоставувам дека треба да заврши ревизорскиот извештај и по препорака на или заклучоци на ревизорската комисија, градоначалникот да донесе одлука. Што ако се покаже сега со ревизорскиот извештај дека немало финансиски малверзации? Например, дали ќе го вратат назад?
Но тука, знаете, воопшто градоначалничката има еден проблем кој јас го воочувам во, како се вели тоа, говорот на телото. Значи, тоа нешто што кај нас постојано се заборава, се изумува или не сака да се научи. Дека секој функционер, секој оној кој што е на јавна функција, особено во оваа смисла на одлучувачка или раководна, вклучувајќи ги тука и министрите во сите ресори, се сервис на граѓаните. Значи, кај нас позицијата на моќ, позицијата за одлучување се толкува и прифаќа и практикува како позиција на моќ. Од тука, сега додуше, да бидеме искрени, има тоа и друга страна. И не сега ние, може би четворицата, меѓутоа, и населението сака некој така да одлучува во негово име, во таа смисла што потполно се повинува на однесувањата на политичарите или на раководните лица. Значи, тој говор на тело и зафаќање на позиција на бината со раширени раце, неприкосновено укажува на тоа дека јас како ќе решам, така ќе биде. Тоа што значи во говорот на, како што вие новинарите сакате да кажете, во вордингот, нели, и плюс говорот на тело е дека всушност можам да заобиколувам и процедури и постапки, понекогаш дури и законски обврски. Бидејќи многу тешко, скоро ретко, ја дури не можам да се сетам да некој од таквите особи поставени на такви функции пошол од позицијата дека тој е тука сервисер. Дека задача на градоначалникот со советниците и со советот на градот е да види што треба и колку треба во случајов Младинскиот културен центар за да работи како што работи. И тука завршува целата приказна. Дозволете ми да пренесам искуство од моето работење во Домот на млади во периодот 86-87 година. Ние правевме програма која никогаш не беше коментирана, зборам за социјалистичко. Ни треба толку пари и на годишно ќе добиевме секојаш помалку. Се разбира, меѓутоа успевавме со тие помалку дадени пари да ја оствариме програмата. Значи немаше никакво мешање во смисла што ние, како и колку, заради тоа што тогашните управувачки структури на градот сметаа дека Домот на младите со својот програмски одбор, значи со своите стручни лица внатре, по редакции организирани, знаат што прават. Сега тука на некој начин кај нас се мешаат сите работи. Во случајов на МКЦ, јас не го познавам господинот сега на начин на ВД, долго сум во културата, да бил барем малку ангажиран, би го познал барем од една ситуација, но воопшто, значи, сега од друга страна, директорското место, тука може и колегата Арсо да ме поправи како дипломиран продуцент, поупатен е во тоа, меѓутоа моето разбирање за директорското место е исклучиво менаџерско. Фактички, програмската, како се вика, редакција, Програмски колегиум. Програмскиот колегиум е тој кој ја прави стратегијата, програмата, реализацијата и така натаму и одговара за квалитетот на програмата. Доколку директорот не се постави по овој терк, како што се поставуваат сите директори, дека се властодржци и газди на една фирма, тогаш МКЦ не гледам дека би можело да има проблем за буџетот на страна, ќе зборуваме подоцна. Да, па мислам дека од самата пресконференција не беше целосно јасно, но да се навратам на тезата да почекавме ревизијата, секако ќе му истечеше веројатно мандатот, така што не е ни толку важно. Она што мислам дека е поинтересно во целокупниот пристап на градоначалничката во овој случај е обидот на некој начин да се атакува директно кон директорот, кој што очигледно имал релативно добри односи во рамки на колегиумот, и да се отворат некои обвиненија усни, нормално, бидејќи во оваа држава веројатно може се да се каже на телевизија, иако не е точно многу често, и да се спие на картата дека може би ќе стивне после одреден период целокупната работа, за да се
покаже кој е вистинскиот владетел во институцијата. Така што мене повеќе ме загрижува дека се отвара една друга Пандорина кутија, тоа е можеби нарушување на односите во рамки на самото МКЦ, директен напад врз колегиумот како таков, дека тие се луѓето кои што правеле криминали, плаќале шанкери 750 евра месечно, разнебитувале кој знае таму колку илјадници евра. Отколку дека е проблем самиот директор и веројатно ревизијата ќе покаже. Само да напоменам дека ситуацијата, ние во Македонија многу често ги забораваме институционалните механизми кои што се внатре веќе поставени. Значи МКЦ има надзорен одбор кој што се грижи за финансиското работење. И кој што патем се бира од самиот град. Значи членовите на надзорниот одбор не се избрани од колегиумот на МКЦ, не се избрани од некои други луѓе, избрани се од истата институција, малтене, градот Скопје. И тука настанува прашањето сега зашто ако пред 6 месеци имало ревизија, во периодот кога треба да се креира завршната сметка и да се достави до надзорниот одбор, чому е потребата уште еднаш да има ревизија? Што прават тие три луѓе кои што се во надзорниот одбор тогаш? И која е нивната функција? Ако е само за да добиваат паушал бидејќи се дел од политичка структура, тогаш зашто целата оваа галама? И не се следат чекорите кои што... Тоа ќе го прашавме Алексов доколку прифатеше. Арсов, ајде кажете ми вака, кои се лицата од ВМРО ДПМН со кои што вие сте склучувале незаконски авторски договори? Цитирам дека така е направено, дека има 250 договори и дека се сплаќани суми на лица блиски до или членови на ВМРО ДПМН. Проблем е многу ако жал дека ќе морам обратно може да го почнам одговорот дека прво незаконски исплаќени договори е многу сериозно обвинение. Во МКЦ не е само програмскиот колегиум. Во МКЦ има и многу други служби, луѓе кои што се таму повеќе од сите се повеќе од 10 години веќе, кои што даваат се од себе да максимално сработат најчестно и најзаконски се што треба да сработат. МКЦ нема пари за папирологија, имаме колку сакате. Ја дури најодговорно тврдам дека можеби сме институцијата со најсредена документација и најревносни луѓе кои што го тоа го работат. Зборам архива, сметководство, правна служба, колку и да се они премалце за обемот на работа и има ли такви договори или нема? Како договори? Криминални? Криминални договори, како што вели градоначалничката, ја не велам ништо. Јас не можам да кажам и не мислам дека никој смее да каже дали нешто криминално или не е криминално, освен институции надлежни за тоа. Така, имате ревизија, имате инспекции, имате инспекторати, имате чудо оваа држава институции има, кои што треба тоа да го кажат, но ниту градоначалничката, ниту нејзината администрација, ниту ние можеме да кажеме дали нешто е криминално или не е криминално. Ние може да кажеме дека даваме се од себе, максимално, со целото своје знание и интегритет, да што сме го сработиле, дека е исправно. Дека имало некоја си административна грешка во некоја процедура, можеби, не знам, ревизијата ќе каже. Но да кажете сега, да обвинувате и да излегуваат документи, што повторно е исто казнено дело, ниту се документи побарани по регуларен пат, како информација од јавен карактер, во процес дека трае ревизија. Прашањето сега од како тие документи може да излезат од институцијата по социјални медиуми. Да кажат уште пострашно. И да секој си дозволува преку да ги користи социјалните медиуми како алатка за тумачење. Сите сме експерти за се, тоа го видовме и со пандемијата, кога сите бевме за здравство, сега сме сите за култура, за деловно работење, но повторно ќе кажам, сите такви ајде кажам јавни прозивки и покажување со прст само прават штета сериозна на институцијата. Ние сме премал колектив, со преголеми амбиции, очигледно. Добро. Но едноставно не може... Колку луѓе во колективот
еве се партиски определени. Значи дали воопшто има вистина во тоа што го кажува Арсовски или не? Ја Конкретно не знам прашувам. зашто зборува. Бевме етикетирани, извинете, дека се вработувале лица од ВМРО. Ја можам да ви кажам само дека луѓето кои што се во моментот во МКЦ се сериозно професионалци и сериозно посветени луѓе кои што остават и фамилии, и време, и слобода, и здравје, и се за тоа МКЦ. Додека сите вие останатите сте гости во МКЦ и се забавувате и кажувате колку ни е убаво во МКЦ, ние сме на работа. Тоа е разликата. Еве ќе земам како пример со сета должна почит кон луѓето кои ја работат таа професија, шанкери, за кои што сметам дека е исклучително тешка професија, како и сите кога работиш со луѓе, особено со луѓе на кои што им точиш алкохол. Имало договори од 750 евра, 45.000 денари по наше. Може ли да објасните, еве, да им објасните на луѓето, затоа што, еве, и за тоа почна да се зборува далеко повисоко од просечна плата, како тоа они заработиле, секој ден ли иделе на работа? Да. Еве ќе одговорам, да. Погледнете го Facebook профилот на МКЦ. Ако малце истражите, скролате кон назад, ќе видите дека секој втор месец МКЦ јавно повикува и бара луѓе да работат по дали тоа се шанкови, дали се тоа као волонтери за настани, посебно за фестивалите наши поголеми, дали као техничка услуга. Ние цело време бараме луѓе. За жал, имаме некои два-тројца луѓе кои што можеби најлојално останале подолг период со нас, се останато да се млади луѓе кои што работат во МКЦ 3-4-5 месеци, потоа ни ги преземаат по финансиски. Сите договори се така на 750 евра? Не. Ни оддалеку. Па ако имате таму овако договори од 1000 денари. Значи, еве, ајде веднаш кога ќе објасниме повторно принципот како до сега ние сме го мереле целото тоа. Секој има договорен износ за дневница за своето сработено. Поради XY причини на заштита на институцијата, бидејќи не си има случајно, тоа го кажав во една друга прилика, да цела каса се украде, па има записници по полиција, па по све, тие луѓе работат по учинок. Колку дневници смени ќе одработат, на крајот од овакво им се исплаќа толку дневница. Значи нема ништо што е, си имаат, ајде кажам, шеф, кој што прави, ги екипира, ги распределува. Таму имате овакво фестивали кои што често има и по 2-3 луѓе, и истите тие 5-6-7-8, некаде по 20 луѓе можеби, но во зависност од потребата на работата обслужуваат. Еве вака. Само извини, и токму тие се главните луѓе кои што ги носат оние големи пари за кои што се збори цело време што ги има МКЦ. Следејќи ги социјалните мрежи, го видов ова што е напишано, баш ме интересира кој е вашиот став и коментар секако. Повеќе од 1 милион евра потрошени за техничка поддршка во МКЦ во последните 10 години. При тоа истиот МКЦ да ти имал собствена опрема. На што ви личи ова? Тука имате само неколку години нецелосен износ, тука го нема озвучувањето од 200.000 евра, од близу 200.000 евра само за концертот на Дино Мерлин на плоштад исплатено од поднаводници алтернативниот МКЦ. Ги самарите децата да ставаат кутија за донации за некакво озвучување, без при тоа да им кажете колку трошите за опрема. Ова го напиша Перо Георгиевски, камиказа, предпоставам го Ова е едно знаете. од обвинувањата кои И што... ова е сериозно обвинување. Согласно максимално. Имате вие своја опрема техничка, звучници? Секако. Ние имаме опрема овакво во салата 25 мај, позната како денсинг сала, и имаме опрема која што е во салата Фросина. Истата таа опрема се шета горе-доле, но тоа е за индор настани опрема. Значи, ајде, не знам како најпластично, на Петар Георгиевски многу ме добро јасно за што збориме и дека не е исто дека треба на гледачите да им биде. Вака сега. Не е исто да имате опрема која што ја користите за настан ќе посете 200 луѓе, простор кој што има капацитет од 200 луѓе, и опрема за настан кој што има 20.000 луѓе. Она што го има МКЦ како опрема е опрема инсталирана фиксна во салата 25 мај и се однесува на публика од 900 луѓе капацитет на салата. Во Фросина има нешто помала опрема,
за 265 луѓе и имаме за останата опрема од многу постари модели од некои други времења, кои што најчесто ги користиме за помали настани кои ги правиме на платото или не знам што. За се останатото потребно е овако комплетно друго опрема кој што МКЦ нема. Затоа МКЦ си има регуларен тендер секоја година за потребите да ги обслужи сите оние други технички потреби кои што ги нема, кои што ниту па искрено мислам дека нели треба да ги има, затоа што тоа се преголеми вредности за набавка, а нивната рентабилност во тој случај 3-4-5. Добро, не зависи од вас дали ќе ви ги одобри град Скопје парите. Во ред, кажете ми вака. Во однос на само морам тоа да го појаснам, извини, бидејќи го отвори као цитат од Facebook. Да. Тука има повторно едно тенденциозно читање око на сумите. Значи, таму се вади Биро за јавни набавки, скриншот кој што го видов, Биро за јавни набавки објавува дека за 10 години 100.000 евра, не знам дали е точно или не. 1 милион евра. Милион евра, уште бетер. Така. Секоја тендерска постапка има максимална планирана вредност. По нашите закони во оваа држава, постапките се делат на набавки до 10.000 евра, набавки до 50.000 евра, набавки на 100.000 евра. Различна процедура, се знае. Сега, ние се повикуваме на максималната сума, која што е ставена во постапката. Но јас најодговорно тврдам, а тоа ревизии, инспекции, можат самите да се го проверат, дека ни 30%, ни 20% од тие не се искористени. Значи, едно е што во постапка бара дека максимална потенцијална по процедура, значи бидејќи така се поставени законски границите за јавни набавки. И затоа овако доаѓаме во една повторно, ајде речем, спинување и замајување на јавноста со некакви си бројки кои што немат никаква добрна точка со целото. Благодарам. Вака. Сега ќе зборуваме малце за МКЦ, како МКЦ, финансискиот дел, обвинувањата. На крај ќе покаже ревизијата кој бил во право, кој што кажал, затоа што сето ова е јавно кажано, јавно искажано. Ќе почнам со вас, Малески. За дел од младите МКЦ е нивниот втор дом. Тука творат, тука се дружат, тука се изразуваат. Зошто тоа не допира до оние до кои што треба да допре? Имаме младински политики кои што ги креираат и локалните и централната власт, но имаме и иселување. Не велам дека МКЦ е причината за тоа што остануваат, но тоа е еден нивни дом. Што се случува? Зошто конкретно се оди кон МКЦ според вас? Прво мислам дека генерално политиките за млади на национално ниво, но и на локално ниво не се доволно и дури кога ги има, иако се ретки случаевите кога ги има, нема доволно капацитет за да се имплементираат од страна на општината, во конкретниот случај град Скопје. Од друга страна, мислам дека многу често политичките актери и политичките партии многу повеќе си го гледаат сопствениот интерес отколку што треба да го гледаат интересот на граѓаните, во овој случај на младите, дали го посетуваат МКЦ или не. Русе спомна дека не треба да се користи зборот криминално односно треба да го користат само оние кои што имаат, кои што се суди или дел од институциите кои што креираат, односно се дел од инспекторските служби. Јас би рекол дека е криминално да имаме општински совет во градот Скопје кој што години наназад не обраќа паžња на зборот младински културен центар. И континуирано се избираат луѓе кои што работат во однос на културата, што јас потполно го разбирам, примарната дејност на МКЦ може би и културниот аспект, но младите ги изоставаме. Покрај тоа, во управниот одбор континуирано се избираат личности кои што се партиски афилирани на некој начин, дури и членови на самите партии. Така што мислам дека МКЦ е само уште едно огледало во однос на негрижата спрема младите.
од страна на политичкиот аспект, во однос на програмскиот аспект, како корисници младите, веројатно секогаш ќе бидат заинтересирани за активностите кои што ги има и самата институција. Но тоа доаѓа од внатре, не доаѓа од управувачкиот чин кој што би требал да биде дополнителен мотив за да се направи што повеќе за младите. Чист пример, во моментов управниот одбор имаме возрастни. Значи, сметате дека не може да сватат градските, локалната власт, дека не може да свати ова дека е втор дом на младите. На дел од младите, не велам сите дека одат во МКЦ, секако. Апсолутно не разбираат. Ја мислам дека и апсолутно не го разбираат концептот што има потребно на младите, бидејќи те разбира, ми се чини дека ќе бевме многу чекори напред во однос на имплементирањето на младински политики. Без разлика на законскиот контекст кој што во моментов го имаме, како што е законот за младинско учество или и младински политики, каде што е јасно наведено кои се минимум стандардите кои што треба да се имплементираат, па општините ниту тие не можат да ги имплементираат, им треба екстра време, бидејќи не разбираат како треба да функционира се тоа. Бидејќи нивниот интерес е малце поразличен од, да наречем, граѓанскиот интерес. И на крајот на денот мислам дека и ние како млади и следните генерации на млади, како граѓани на градот Скопје, имаме одговорност да застанеме во одбрана на нашите интереси. И кога политичарите не разбираат кои се нашите потреби, да бараме начин како да ги имплементираме. И мислам дека токму поради тоа беше и толкав одзивот на собирот во неделата, особено од млади луѓе кои што застануваат во одбрана на својот интерес, а тоа е да МКЦ функционира во најмала рака онака како што функционирало до сега, ако не и подобро. Професоре Вилич, вие сте, покрај тоа што известно време работевте во МКЦ, вие сте чест посетител таму, најблаго кажано, така што прво ме интересира, сакам да ми кажете, со текот на годините МКЦ дали се смени воопшто и ако се смени кон подобро или кон полошо? Тоа ми е првото прашање. И колкав импакт има МКЦ врз развојот на културата, на слободата, на слободната мисла, на слободното изразување кај младите во Скопје и во Македонија секако? Знаете, за институција која слави 50 години, тоа е половина век. Значи, тоа е еден голем временски распон во кој каква и да е институцијата, таа има успони и падови. Тоа е сосема природно и сосема логично и Домот на младите и потоа и МКЦ во тие 50 години навистина имаше, јас како корисник најпрво сум таму од 1981 година почнав да излегувам во оваа смисла, како да си го најдов своето јато таму. И интереси, така што имало периоди кога МКЦ остварувала една многу повеќе од културална функција, мислам тука на поширока општествена функција. Јас не можам да ги заборавам, например, дебатите кои се организираа во Дансингот, со преполни сали, знаете, на заинтересирани млади и не толку млади, меѓутоа кога се отвара жешки теми за општественоста, кои сега имам впечаток, јас се разбира дека не одам на сите настани во МКЦ, не сум баш толку редовен во тоа, меѓутоа како да отсуствува вон од ова што е, да кажам така, уметност, музичка, театарска, ликовна, фестивалска, мислам тука на Синедеис, на филм, отколку на малку еден поорганизирана платформа каде што, иако има таму гостувачки институции во МКЦ кои отвараат такви дебати и се разговара. За импактот, кој е импактот според вас на МКЦ врз развојот на културата, на слободната мисла, слободното изразување? Знаете, ако некого слободно, ако му возможите некому слободно да се искажува, да делува, да создава, не може да нема влијание, ако ја под импакт добро разбирам, значи по неговата понатамошна кариера. Знаете, секој јавен настап е сериозен страф, уплав за секој млад човек. Излегувате во јавност, нема повеќе ателје, тајност, не знам, гаража кај што вежбаме, туку се излегуваме пред публика.
И тоа искуство, затоа ја многу го поздравувам и како би да кажам, ми беше многу драго што се случи протестниот концерт нели во последниот нели настан, заради тоа што тоа се места на кои што младите не сакајки или принудени сепак создаваат некакво искуство кое понатаму ќе им треба и во животот како живот и во животот како кариера. Значи МКЦ овозможува платформа за стекнување на првичните искуства. И затоа е неговата улога толку важна. Не велам дека е единственото место, меѓутоа местото каде што треба да се случуваат такви работи. Јас реагирав своевремено во некои мои Facebook написи зошто стари возрастни уметници изложуваат таму нели во галеријата, па малку и се каравме нели меѓу другото и со поштованиот колега нели околу тоа што сака таа изложба тука, таа не е место за тоа. Меѓутоа, ајде се тоа во една добронамерност нели да се отворат некои сериозни прашања кои младите мора да ги отвараат. Ја би сакал многу повеќе од посетителите, од корисниците на МКЦ, не само на програмскиот колегиум, да се иницираат такви некои нели расправи на кои ќе се дискутира, ќе се разговара не за да се реши проблемот, колку да се почувствува борбата за МКЦ. Таа недела, јас се убеден дека сите ја почувствуваат дека се борат за МКЦ, дека не го даваме, нели тоа мора да продолжи. За конкретно баш за концертот што се одржа на 22 јануари, ќе зборуваме по блокот реклами, вториот блок реклами во емисијата. Добро вечер, вие гледате Топ тема. Маленски вас ќе ве прашам, прво со вас ќе почнем, на 22 јануари беше концертот за поддршка кој се одржа предплатото на МКЦ. Имаше реакции на социјалните мрежи, на истакнати личности, јавни личности, режисери, актери, глумци, академци, професори, мои колеги новинари. За двајцата е прашањето. Дали бевте задоволни од одзивот и на луѓето кои што беа присутни таму и секако на социјалните мрежи од тоа што го има да го кажат? Морам да признам дека јас лично не бев присутен поради болест, така што одзивот можам само да го пренесам од она што го видов на социјалните медиуми. Генерално мислам дека не треба да размислуваме во смисла на бројки кој колку е присутен на одреден концерт. Многу е поважно да видиме која е суштината и кои се барањата на тие луѓе, без разлика дали се 10.000, 20.000 или 5.000 или 2.000. Оттаму мене ми беше многу поважно која е пораката која што сите чинители кои што беа присутни пред платото ја пренесуваат, со која што апсолутно се согласувам, а тоа е дека МКЦ треба да остане во најмала рака она што е и дека тоа е домот на сите тие уметници, им дава платформа да може да се изразат, но и уште поважно на корисниците, а тоа пред се млади лица кои што беа присутни, кои што ја дадоа поддршката на таа порака. И оттаму мислам дека е важно ние и младите генерално да се ги бараат своите права и да кога ќе видат неправда да застанат на правилната страна, барем во нивните очи правилната страна. Така што мислам дека беше од суштински важно да се покаже дека младите не спијат, нема да премолчат уште една неправда спрема можеби единствената институција која што успеала да ги менаџира политичките и партиските барања кои што ги има политиката. И тие ќе продолжат да ги имаат, но прашањето е што правиме и ние како граѓани корисници на услугите на МКЦ и што ќе направиме за и понатаму МКЦ да опстане понатаму и дали и ние како младите ќе си го бараме своето чари да бидеме дел од структурата во МКЦ. Па не би имал што да додадам на ова изложена... Освен дека вие бевте? Јас бев, да, бев. Не останав до крај, меѓутоа бев заради едноставниот факт дека не да им помогнам, да глупаво звучи на помладите или да ги советувам нешто, туку да бидам покрајни во еден клучен момент во кој јас се надевам дека таа група таму собрана разбра и прифати дека
музичкиот или уметничкиот ангажман е една работа, а дека политичкиот ангажман во името на музичкиот уметничкиот ангажман е друга работа. И мислам дека оваа група тука на некој начин има среќа што претходните студентски случувања од 2014 година и 15 особено, како на некој начин како да воведува и да покажаа дека сепак може да се донесат промени и мора да се верува и мора да се бори. Дури кога ќе се изгуби битката. Разочарувањето е составен дел на изградбата на политичкото битие на секој субјект, без разлика колку тој е млад, без разлика колку тој вели не ми интересира политика. Сите овие луѓе кои беа тука, а и многумина кои не можеле од различни причини да дојдат, мислам дека станаа свесни дека политичкото битие нивно е клучно во рамките на тоа што го именуваме како граѓанство, како една граѓанска култура, како едно присуство и токму во оваа ситуација, кога ви е одземен гласот или ви е оспорен гласот, вие да го кажете, да го искажете тој глас. Тоа на Рансиеровска, нели, теза на обезгласениот, нели, да се избори за правото на глас и особено оној кој не е невидлив да стане видлив. Тоа е целата поента со таа свирка. Дали бендовите се добри или не, тоа сосема релативно и неважно колку што, нели, политичката компонента на настанот мислам, многу сум среќен што се случи и многу сум среќен што тие млади таму влегоа, нели, доброволно, свесно во тој политички ангажман кој понекогаш значи спротивставување и на партиско-политичките структури и на партиско-политичките одлуки, да се каже дека видите, смена на директори вака имало во енкуп институции. Никаде немало волку протест како или не се крене на волку прашина отколку тука сега за МКЦ. А ја кренаа младите. Гола планина, ако не се лажам, така? Да, колектив. Некоја груп, колектив, некој, ја не ги знам кои се момците, не е ни важно, морам да ги знам, не треба да ги знам, не е важно. Значи, созреала една свест дека тоа што се чувствува како свое и тоа е тоа што треба политичарите мора да го разберат. Во однината административилност, како да кажам. Нели? Дека некому ово му значи и дека тоа мора да се слушне и дека мора да се разговара со тој. Ја таа прва изјава Дента кажав крик на социјалните мрежи да го спасиме МКЦ, знаете, тоа е вресок. Не ќе да го дадеме, не ќе уште една упропастена институција како што се судството, не знам, економијата, стопанството и така натаму. Доста беше од упропастување. Тоа беше тој крик на политичкото тело на младите. И само да се надоврзам во однос на упропастување. Земајќи ги последните 30 години независност, мислам дека младите се апсолутно свесни што се случувало и како одредени системи апсолутно биле руинирани ако што биле направени за нив. Чист пример за тоа е одморалиштето Магнус во Охрид, кое што било младински центар, еден од најголемите младински центри во Европа. Доаѓале младински представници од Советот на Европа, се одржувале состаноци. Дури во одреден момент бил на работа да биде прогласен за Европски младински центар, кој што ги има во моментов само два во Будимпешта и во Брисел. За на крај политичарите да разберат дека од таквите приказни они може да направат финансиски профит. Односно да ја заташкаат работата, да се даде под концесија, да отиде јабана, целата концесија, ништо да не се инвестира и сега да стои просторот како во џунгла во одлична локација директно на плажата на Охрид и никој да не го користи тој простор. А за тоа некој кој што ги донел тие политички одлуки или иако никогаш тоа не се докаже во рамки на судството, веројатно дебело наплатено. Дека има тотално погрешна политика кон младите и се што е поврзано со младите. Арсо, вас сакам сега да ве прашам. МКЦ стои, подпис на МКЦ се Моц, Синедес, Здраво млади. Колку чинат овие три фестивали? Ке ги имали годинава? Овие три фестивали се 15, класично раскажано 15 дена програма во институцијата и тоа се фестивали. Главната наша борба
е целата онаа друга континуирана програма која што треба да ја градиме преку целата година, за да кога ќе дојдат фестивалите да имаме публика и зашто ги правиме тие фестивали. Значи, друга е комплетна заложбата. Ние ќе ги направиме фестивалите како што ги направивме и за време на пандемија, како што ги направивме и постпандемиски кога се кратеа буџетите, но тенденцијата на континуирано намалување. МОД фестивалот е 48 издание. Еден од најстарите фестивали кои што во регионов, кој што континуирано 48 години без ниту една година пауза се одржувал. Нема да дозволиме ради некакви си дневно-политички недоразбирања да ние бидеме таа генерација која што ќе се подпише на неговиот стоп. Но тоа не кажува ништо за квалитетот кој што е првичното нешто на нашето работење. Значи, квалитетна програма да им овозможиме на тие млади луѓе, па конкретно преку фестивалите и пошироката публика, бидејќи сме сепак еден од градските културни центри. Па ќе имате ли, ќе спроведете ли програмата која што е усвоена и одобрена, но велите дека со моментов овакво парите што се одобрени? Во моментов се уште не сме ни стигнале да размислуваме за тоа, бидејќи се работи за се брзо се случува овие последниве 15 дена од информацијата колку многу ни е скратен буџетот. Чекаме апликацијата од Министерството за култура да видиме што со тоа се случува и онда ќе видиме што имаме и временски и као сила капацитети да дособереме средства да достојно го одработиме својот дел од работата. Каде ќе ги соберете средства? Па МКЦ има овакво партнери многу што во приватниот сектор, да кажам, но и многу европски партнери кои што континуирано ја препознаваат нашата заложба и работа и стојат позади нас во се ова што сме го граделе. Така да се уште ние сме такви луѓе, се уште не се предаваме, прерано да се предаваме, да кажеме дека нема да ги има, но повторно ќе кажам форматот и големијата ќе видим. Не се откажуваме. Вашите очекувања, Малески, Виличеве, со вас сакам, ќе опреживели ова МКЦ, ќе продолжи ли да обстојува и понатаму во иднина? Која е вашата порака до не се работи за тоа надлежните? дали ќе преживее. Ќе преживее, мислам, во некоја Која е вашата вака- порака еве до надлежните, до град вака или Скопје, така. до министерството? Меѓутоа, тука сакам да спомнам една, можеби една од најрадикалните тези која се појавила во македонската современа тековна политичка филозофија, објаснета во книгата на Артан Садику за субјективна политика, а тоа е едно темелно преиспитување на општественоста наша. Значи, нека случајот со Младинскиот културен центар и реакциите произведени од корисниците, од тие чии е дом МКЦ во било која смисла, и како сврталиште и како креативно место, значи треба да сватат еднаш до секогаш политичарите. Особено оние кои водат нивна лична битка со партии, односно кога се караат меѓуседно заради своји недоразбирања да друг некој трпи, страда или пак се оневозможува тоа што конечно е воспоставен некаков континуитет. Пред кога ме прашате за тие успони и падови на МКЦ како институција, најодговорно тврдам дека МКЦ го живее најзлатниот период последниве 4-5 години. Или можеби повеќе. Малески вие? Во таа смисла. И тоа не смее да се прекине како не тоа. Мора да сватат политичарите дека ајде еднаш да оставиме нешто да процвета да му се сневиди. Доста више само сечеме, укинуваме и сушиме од нешто што едва ќе никне. Не, ја апсолутно се согласувам. Секако дека МКЦ во таа дека ќе преживе. Прашањето е која е формата на преживување. Ако сега е проблемот за назначување на директор дека мора да дојде од рангот на вработените, тоа верувам дека политичарите релативно брзо ќе се договорат дека треба да се реши во статутот и ќе превземат одредени чекори тоа да го средат, за да може надворешен член на одредена политичка структура да може да биде директор. Така што прашањето е преживување, да, ама
во која форма. И токму затоа мислам дека е апсолутно важно што она свирка и настан на 22 јануари се случи, бидејќи младите кои земаа микрофонот и сакаат да кажат дека и нивното место е во институцијата и они се тие кои што сакаат да одлучуваат што е МКЦ и како ќе преживее понатаму. Така што се надевам дека тој глас на младите ќе биде канализиран и дел од приказната каква е иднината на МКЦ. За крај, господин Арсов, 30 секунди. Што очекувате дека ќе покаже ревизијата? Ревизијата не очекувам да покажеме баш ништо што не покажала до сега. Задачата на ревизијата е да покаже како и што е работено, дали има недоследности и за тоа да даде насоки, бидејќи тоа е дел од законскиот пат, да даде насоки како тие и рокови, како тие се коригираат. И толку. Ништо специјално не очекувам од ревизијата, не гледам и зашто би очекувал. Но ако ми дозволиш, уште 5 секунди, сакам да се надоврзам само дека токму тој настан на 22 јануари во неделата беше нашата најголема морална победа. Настанот не го правевме ние, настанот го правеше публиката, корисниците на услугите на МКЦ и тоа е она отвореност за која што ние 10 години уназад се боревме. Ви благодарам на времето, ви благодарам на разговорот. Почитувани, тоа беше се за вечера во топ тема. Разговаравме за МКЦ и се што е за околу и што го тангира МКЦ и младите во Скопје. Тоа е се за вечерва, а вие останете на телевизија Телма. Благодарам.